Почитувани, деновиве не поскапеа само струјата, бензинот и парното. Сега веќе во некои градови поскапеа и лебот и маслото за јадење, а според се ова е само почетокот. Во време на незапаметена сиромаштија и невработеност, зголемувањето на цените на лебот и основните прехранбени производи, заедно со зголемувањето на цените на струјата, парното и бензините, како и укинувањето на дневната ефтина тарифа на струјата, представуваат силен удар врз џебот на граѓаните и прашање на опстанок за социјално најранливите групи на граѓани. Дури и граѓаните кои работат и имаат редовни примања, силно ќе го почувствуваат ценовниот шок, кој сериозно ќе го загрози нивниот семеен буџет. Владата мора да реагира на вистински начин и да им помогне на граѓаните да ги издржат тешките времиња и да ја преживеат 2012 година. Интервенциите од државните резерви на пченицата нема да бидат доволни за да се спречат поскапувањата на лебот и останатите основни прехранбени производи. Затоа бараме привремено, до крајот на годината, владата да се откаже од приходите од данокот на додадена вредност за храната и даночната стапка од 5% да ја сведе на 0%. Тоа нема да го поремети буџетот, а директно ќе влијае на стабилизирање на цените и веднаш ќе го ублажи растот на цените на храната. Ова не е само барање на СДСМ како партија. Без исклучок, на секоја од бројните средби кои ги имаме со граѓаните, тие искажуваат револт поради поскапувањето на струјата, на храната и останатите основни производи. Граѓаните бараат помош за да ја преживеат 2012 година и веќе се уморни од владините реклами и барокните фасади. Ако владата има пари за рекламни спотови во кои секојдневно ја гледаме како се рекламира по телевизиите и весниците, тогаш мора да има пари и за да им помогне на граѓаните. Ако владата нема проблем да финансира изградба на стотици споменици, скапи барокни фасади, жални врви и златни огради, тогаш не смее да остане глува на барањата на граѓаните и данокот на додадена вредност на храната од 5% да го направи 0. Благодарам.